Во националната меморија на македонскиот народ, кукушанецот Ѓорги Николов Делчев, или познат како Гоце Делчев, останува запаметен како еден од најголемите македонски национални херои, кој го трасираше патот кон македонската државност и самобитност. Уште додека бил жив, народот го овековечил како апостолот и срцето на револуционерна Македонија, но кој навистина е Гоце Делчев? За идеолошките погледи на великанот Делчев постојат повеќе видувања на еминентни универзитетски професори и историчари. Македонскиот историчар, професор доктор Димитар Димески, истакнува дека Гоце бил голем противник на расчекорот помеѓу зборовите и делата, а неговиот идеал бил слободна и независна Македонија со широки права за сиромашното население. Гоце како типичен револуционерен и народен трибјун проповедал дека моралната револуција, револуцијата на умот, срцето и душата на еден робски народ е најголема задача, или револуционерот се издигнува во свеста на народот преку своите дела. Тој бил радикален приврзаник на револуционерната страна на концептирањето на историската иницијатива на масите. Затоа и велел, во еволуцијата на животот, преку револуционерни средства се добива слобода на народите. Како апостол на македонското револуционерно движење, заедно со Ѓорче Петров, имал голема заслуга за придобивање помагачи и сојузници на македонското движење во лицето на прогресивните личности и струи надвор од Македонија, а особено во Бугарија. Тоа биле главно слободоумни луѓе што се увериле во праведноста на борбата за ослободување на Македонија. Гоце настојувал за проширување на базата на македонското национално ослободително движење преку барање внатрешни сојузници за македонското ослободително движење. Гоце е еден од главните протагонисти на идејата за активно вклучување на селото во македонското ослободително движење. Со тоа, не само што е проширена базата на движењето и овозможено неговно масовизирање, па и видливо демократизирање, туку е создаден и главниот предуслов за создавање и екзистирање на воената сила на движењето, односно Четничкиот институт на МРО, чиј родоначалник бил токму Гоце. Гоце Делчев го ангажирал и Атанас Раздолов, македонски револуционер и писател, да печати брошури со револуционерна содржина. Во книшката Баба Ѓурѓа и проза во стихови изнел сцени од современиот македонски живот и потцртал дека само со борба македонските поробени маси ќе ја извојуваат својата слобода. Според спомените на неговите современици, Гоце Делчев бил човек што ги пленел луѓето со својата преданост, добрина, искреност и срдечност. Секогаш почнува прв со разговорот, а ти го гледаш и се влюбуваш во гласот. И гласот те допира право во душата, во најнежните струни. Те прашува како си, со една блискост, со едно сочувство, што те тера да веруваш дека тој веќе се ти видел во душата и се возбудува заедно и еднакво со тебе. Ќе напише Климент Шапкарев во спомените. Војводата Михаил Герџиков, верен другар и долгогодишен соборец на Гоце, запишал дека никогаш не го видел својот другар толку тажен и загрижен како дента кога заминал за Македонија во обид да го спречи предвременото кревање на Илинденското востание. Гоце Делчев бил убиен во селото Баница на 4. мај 1903 година, а имал само 31 година.